Според мене Охрид е многу убав град да се живее. Малку имаме проблем со охридскиот менталитет и мајндсет. Меѓутоа, јас веројатно си имам најдено начин како тоа да го балансирам. Пред 15 на години воопшто не се замислував дека ќе живеам во Охрид. Имав прилика да шетам малку повеќе по светов, додам и подалеку, да поживеам и малку подалеку во други земји, така што она што го видов надвор апсолутно не можев да го препознам во Македонија и секако дека мислев дека нема шанса да живеам овде, уште помалку во Охрид. Сватив дека го имам занаетот филигрански во сопствените раце, сватив потенцијалот на Охрид како туристичко место и предпоставив како би се развивал Охрид и решив да бидам храбра и јас веќе го работев филигранот една декада, да речеме, и сватив дека е веќе време да излезам од сопствената сенка и од сенката на името и презимето на татко ми и така натака и да си го опросторам она што јас го правам, така што го отворив овој простор каде што се наоѓаме сега. Досега имало овдека отварање на изложба за современ накид во склоп на Охридско лето, а исто така имало неколку презентации, промоции, панел дискусии на тема филигран културно наследство. Јас и како го представувам Охрид дома, меѓутоа пред странците и надвор. Мојата галерија генерално во летниот период има странска публика, односно клиентела. Јас сум представник на онаа нова генерација која што успеа филигранот од заборав и од еден занет кој што беше во изумирање, филигранскиот накид воопшто не беше интересен за носење, успеавме да го донесеме на едно скроз поинакво ниво со тоа што го модернизиравме и сега е апсолутен хит. Доаѓа во прашање колку нас што е оно што нас не е доволно, колку е нашето доволно за еден пристоен нормален живот. Мојот живот сега малце е поспецифичен заради тоа што правам и други работи за кои што требаат, разни опреми, услови, патувања, тренинзи и така натака. Меѓутоа апсолутно да. Повеќето од луѓето со кои што се дружам се сопственици на нивни приватни бизниси, се во туризмот, во гостителството и така натака, и едноставно се трудат барем да го зачуваат она што го имаат и да го напредат колку што можат. Проблемот настанува кога општеството не ти дозволува да одиш напред со тоа што не ти создава услови за раст и за развој. Има индивидуалци кои што имаат лична желба и визија и амбиција, најмногу поради љубов према градот и према луѓето, и се трудат нешто да направат, но мислам дека сепак до некаде рацете им се врзани од. Меѓутоа, морам да кажам дека се уште го имаме онај синдром на дека многу повеќе го цениме туѓето или многу повеќе го цениме кога истото ќе го видиме надвор, него дома кај нас. Тоа е апсолутно присутно и јас го чувствувам и јас го гледам. Меѓутоа, мојот дел од борбата јас го правам со тоа што секој ден сум овде, се уште работам посветено и се трудам приказната да ја одржам онако каква што е и да не запре. Ние не знаеме што е она се што ние го продаваме. И затоа мислам дека имаме генерален проблем. Ние мислиме дека имаме се за секого. И мислам дека тука настанува поголемиот хаос кај нас.
Затоа што јас имам галерија за современ накит и филигран, имам колеги кои што исто така работат филигран, имам колеги уметници, колеги резбари и така натака, и сите ние ја сме дел од тоа културно милје на градот, кое што нели формираме и поставуваме еден стандард, да речем, културен и уметнички. Меѓутоа, од друга страна, во исто време имаме некаков турбофолк туризам или некаков поинаков тип на туризам кој што и како се коси со ова, а се наоѓаат во исто место. Имам цврст став дека стариот дел на градот треба да остане стар дел на град, дека треба да остане заштитен. Да, се разбира дека мора да има некои модификации во однос на современието во кое што ние живееме, меѓутоа сепак треба да знаеме кои се тие аспекти кои што се многу битни столбови на ова што ние ги имаме и мора да ги задржиме како такви. Едноставно не може секој да прави се што сака во стариот дел на градот. Во сезона, ако може да не живеем овдека, би било супер. Прво да почнеме од сообраќајот, апсолутно би го исклучила сообраќајот од 1 јуни до 15 септември. Има начини како тоа се решава, имаме примери во светот, многу едноставно и лесно, само треба да се примени и апсолутно никој не може да ме убеди дека тоа е невозможно или дека чини премногу пари. Не достигаат многу културни институции, од музејски објект, театарски објект, концертна сала, нели, голема убава киносала, затворен пливачки базен, голем спортски комплекс, центар, нели, трговски центар, па и не мора. Меѓутоа, ајде, да речеме дека некои генерации можеби тоа им недостига. Прво морам да ја потенцирам битноста на волонтерската работа. Кај нас не се сваќа сериозно. Многу често и јас и моите колеги наидуваме на коментари: вие сериозно ова го правите без пари, вие сте волонтери. И волонтирањето во планинска спасителна служба е нешто прилично специфично, јас би рекла, е нешто што не може секој да го прави. Настрана психофизичката кондиција, нели, спремноста техничка, сепак човек треба да има стомак за некои работи, за она што ние се соочуваме и го гледаме на терен. Реакциите на нашава заедница се апсолутно секакви. Некои се воодушевени, повеќето се збунати, морам да кажам. Меѓутоа, кога ќе поминат малку поиќе време со нас, гледаат дека сепак е нешто што е нормално, да речем. Дали влијае на приватниот живот? Се разбира дека влијае на некој начин, меѓутоа пак ќе кажам дека сите ние кои што сме волонтери во планинскава спасителна служба сме одлучиле ова ние да го правиме, да волонтираме овдека. Така што сме сите, мислам дека сме апсолутно свесни што волонтирањето си носи со себе и сме спремни да одговориме на сите предизвици во секој момент. Татко ми беше едриличар, така што и јас и брат ми уствари од многу мали. Мислам дека прво научивме да едриме, па после научивме да одиме. Преку едрењето моите родители успеа да изградат еден однос
кај нивните деца према водата и према езерото. Многу е битно како луѓе кои што живеат покрај Охридското езеро, независно дали во Охрид или во Струга, да знаат што е тоа што го имаат пред нив. Можам да приметам дека во последниве години со враќањата култура во вода на луѓето кои што управуваат со пловните објекти е на многу лошо ниво. Приметливо е дека има многу ѓубре во Охридското езеро. За жал, посебно во Охридскиот залив е многу поприсутно, што и кажува дека има многу поиќе сообраќај нели тука и присуство на повеќе луѓе кои што ете за жал ја немаат и таа култура да не го фрлаат ѓубрето во езеро, туку да го чуваат на брод. Сум имала многу прилики да живеам на друго место, меѓутоа секој ден пат се враќам назад во Охрид и се уште живеам во Охрид. Мислам дека голем дел кон тоа има и од Охридското езеро, затоа што е нераскинлив дел од нашето битие и од генот кој што го имаме, меѓутоа некако како да не го чуваме онолку колку што ние прво сами треба да го чуваме и да бидеме пример за сите луѓе кои што доаѓаат од страна и за да го чуваат исто како нас.